Сега да ме прашувате, баш размислував, не знам дали некоја екипа има освоено 4 титули во една сезона. Макар станува збор за Македонија или Англија или не знам. Стварно е тешко, бидејќи ги знаете нашите услови за работа, зимно време се мачиме со студот, во пролетта и во летото со големи температури, така да најголеми честитки само до моите играчи кои што секојдневно макотрпно работат и сакат својот труд да бидат наградени. Кога заврши есенскиот дел, ние бевме прво место без пораз и тоа благодарение на тие млади играчи родени 99 и помлади, кои што ги недополни играчите кои го напуштаа клубот. Така да значи нашиот континуитет продолжува. Тоа радува. Исто генерацијата 2001 е доста перспективна, генерацијата 2003 кои што сега почнуваат со нивните олимписки игри, така да имаме голем број таленти кои што верувам ќе ќе најдат местото под со добра работа и со нивно се разбирам, без ангажирање и без примање од играчите, кој да дојде тренер, тоа не може да се деси. Ова 2018 ќе има ли двојна круна овде во Струмица? Се надевам бидејќи направивме доста силен тим, така што верувам дека љубителите на спортот и покото љубителите на одбојката повторно ќе се радуваат на двојна титула. Пепи Велков веќе нема да се надпреварува во аматерските категории, туку веќе преминува во профи борбите. Мислам, он почна од лани веќе во профи во ММА и профи во кикбокс, а од ова година се надеваме дека Пепи Велков веќе ќе го гледаме само на професионалните мечеви. Витанче беше избран за најдобар млад спортист, може ли да очекуваме да биде забена на Пепи Велков и од него веќе да чекаме сериозни резултати? Па, како што и Пепи Велков, така и Витанов Витанче веќе е подолго време во нашиот клуб, во Тим Зоран, каде што он е веќе 4-кратен првак во категоријата до помлади јуниори до 17 години, а од ова година влегува во категоријата од 17 до 19 години, веќе во стари јуниори. И се надевам дека Витанче веќе го почна патот на Пепи Велков, се надевам дека и од него треба да очекуваме исто резултати како што сега ги правеше Пепи Велков.